Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. Во изминатава учебна година имаме рекорден број на ученици повторувачи во средните училишта. И по половина година од нашата прва репортажа, дивите депонии се уште го наградуваат Скопје. На Технолошко-металуршкиот факултет и годинава се одржа традиционалната модна ревија по повод Денот на факултетот. Здраво на сите! Добре дојдовте во најновата епизода на Шорткат. Јас сум Нина и ќе ви ги представам информациите што ги издвоивме за вас од изминатава недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Годинава имаме рекорден број на ученици кои ќе треба да ја повторуваат учебната година во средните училишта. За разлика од лани, кога имало 118 повторувачи, оваа бројка годинава се искачила на дури 261 средношколец кој што не успел да ја заврши учебната 2021-2022 година. Професорите и директорите од средните училишта велат дека ги повикуваат на разговор родителите на средношколците кои имаат слаб успех во учењето. Апатијата, незаинтересираноста и демотивираноста на учениците се главни причини за пораст на бројот на повторувачи на учебната година, велат професорите. Средношколците кои имаат единици по 3 предмети во една учебна година мораат повторпат да ја слушаат истата година, додека оние ученици кои имаат 2 единици на крајот на годината се упатуваат на поправен испит. Во земјава мора да се изгради култура за заштита на личните податоци, а за тоа не е доволен само модерен закон, туку и самите граѓани треба да се научат на сопствена заштита преку необјавување на податоци за приватноста. Ова беше напоменато на почетниот настан што се одржа минатата недела во рамките на проектот Техничка и интегрирана заштита на личните податоци, градење инклузивен дигитален екосистем, кој со финансиска поддршка на Европската Унија го спроведува фондацијата Метаморфозис и Сдруженијето Конект. Илвис Али од делегацијата на Европската Унија во Скопје на настанот изрази надеж дека наскоро ќе се реши проблемот со недоволната екипираност на Агенцијата за заштита на личните податоци. Весна Радиновска, проектна координаторка на фондацијата Метаморфозис, изјави дека со проектот се предвидени низа на активности, провенствено во делот на едукација на посебни целни групи во земјава. Главната цел е да се подигне свеста кај граѓаните за тоа како и кои податоци може да ги споделуваат, но и како да се побараат измени или бришење на податоците на граѓаните за да се заштити нивната приватност и интегритет. А сега преминуваме на главната тема за неделава, а тоа е чистењето на дивите депонии во Скопје. Овој проблем станува голем предизвик за главниот град. По половина година екипата на Шорткат повторно направи обиколка на неколку локации во Скопје за да утврди дали навистина дивите депонии постанале минато. Градските власти во изминативе 8 месеци во многу наврати информираа за спроведените акции за нивно чистење, но на терен ние затекнавме малку поинаква слика. Во следниот прилог ќе може да погледнете во каква состојба се наоѓаат овие запуштени локации. Исчистени локации од отпад, а на 100 метри од нив создадени нови ридови од ѓубре. Ваква е грдата слика со дивите депонии во Скопје на неколку локации кои ги посетивме изминативе денови. Скопската градоначалничка Данела Арсовска пред локалните избори лани вети дека во првите 82 дена од својот мандат ќе ги исчисти дивите депонии во главниот град. Откако помина овие 82 дена, новото ветување беше дека мапирале повеќе од 120 депонии, а били исчистени над 150, додавајќи дека на дел од нив ќе има нови зелени површини, а ќе имало и зачестени контроли за казнување на несовесните граѓани. Но во скопските општини Карпош, Сарај, Аеродром и Газибаба, екипата на МК обиколи неколку локации и забележа дека дури и веќе исчистените диви депонии повторно се натрупани со отпад. Една од горливите локации каде се фрла отпад е кеот на Вардар во скопската општина Карпош, во населбата Карпош 4. Локацијата која што ја посетивме во јануари годинава, овој пат беше исчистена и оградена со столбови за да се оневозможи пристап на возила. Но на 100 метри подолу, на истото место, забележавме крената рампа и расфрлан отпад на локацијата каде што требаше да се гради нов парк во населбата. Ново место забележавме вреки со градежен отпад, органски отпад и разни видови на друго ѓубре, на кое му е овозможено да се најде нова локација поради тоа што рампата за влез на возила е крената. На диви депонии наидовме во општина Сарај. Во спортско-рекреативниот центар Сарај
по течението на реката Треска од правец кон селото Крушопек се расфрлени големи количини на ѓубре во самото речно корито. Уште една локација на која традиционално со години наназад се фрла отпад е во Сарај околу езерото Треска. Градоначалничката Данела Арсовска беше на терен на исчистената локација на почетокот на годинава, но деновиве на ова место забележавме нови купишта од расфрлен отпад. Грда слика со загадување на животната средина затекнавме по течението на реката Вардар кај селото Горно Лисиче. Градот Скопје и кај железничкиот мост на оваа локација ја чистеше депонијата, но несовесните граѓани фрлаат отпад на сите страни. Бидејќи има земјан пат од Лисиче по кој може слободно да се движат возила, ѓубре се фрла од двете страни на реката Вардар и од страната на Трубарево во општина Газибаба. На терен може да се забележи разновиден отпад, од починати животни и градежен шут до кеси со комунален отпад. Од нашата обиколка на терен може да заклучиме дека скопските градски власти треба уште многу да поработат на расчистување на дивите депонии во Скопје. На ниту една локација не е поставен видеонадзор, со кој ќе може да се снимат несовесните граѓани што фрлаат отпад. На дел од локациите нема бетонски бариери или столбови со кои би се спречил влез на комбиња и камиони до дивите депонии. Недостига и користењето на дронови од инспекцијските служби за да се фатат на дело загадувачите на животната средина. Конечно, еден од главните потези што треба да следат е јавното предпријатие Комунална хигиена да постави повеќе контејнери за фрлање на отпад подеднакво во сите населби на територијата на Скопје. Само со спроведување на овие мерки, Скопје во иднина нема да наликува на една огромна депонија. За една година бројот на регистрирани возила во Македонија се зголемил дури 59.000. На крајот од 2021 година во земјава биле регистрирани 559.418 возила на патиштата, со што е срушен претходниот рекорд од 2020 година, кога бројот на возила во земјава надмина половина милион. Македонија има стапка на моторизација на населението, која што и понатаму е помала од она во Европската Унија, но она што загрижува кај нашата земја е што најголем број од возилата кои ги купуваме се половни, веќе употребувани возила кои се големи загадувачи на воздухот во градовите. Дополнително, за разлика од земјите членки на Европската Унија, во Македонија заедно со порастот на бројот на возила на патиштата, опаѓа и користењето на јавниот превоз, и тоа како во градско-приградскиот превоз во Скопје, така и во железничкиот транспорт. По само 3 месеци откако беше реобновена и поставена во градскиот парк во Скопје, малата улична библиотека е повторно уништена од несовесните посетители на паркот. Недостасува една од вратичките, но и целата куќерка е исчрткана со графити. Од детскиот културен центар Карпош велат дека во моментов бараат нова локација за позиционирање на малата улична библиотека, која што им служи на граѓаните за размена на книги и списанија. Активистите за заштита на животните во Скопје велат дека се зголемува бројот на домашни миленици кои завршуваат на улица за време на летниот период. За време на летните одмори, собствениците на кучиња и мачки ги напуштаат своите миленици, оставајќи ги да талкаат по улиците. Кемал Незири од прифатилиштето на кучиња Happy Shelter вели дека во моментот се грижи за 75 кучиња кои биле напуштени. Активистите деноноќно се обидуваат да ги спасат животните од бездомниот живот и бараат помош и поддршка од градските власти. Инаку, Законот за заштита и благосостојба на животните предвидува казни од 150 до 500 евра за напуштање на домашно милениче, но неодговорните собственици засега остануваат неказнати од властите. За крајот на денешната емисија ве водиме на традиционалната модна ревија која годинава Технолошко-металуршкиот факултет ја организираше по повод денот на факултетот. На ревијата Метаверзус или Универзум може да се видат креациите на студентите од студиската програма Дизајн и инженеринг на облека, кои пред присутните ги прикажа стекнатите знаења и креативни идеи. Под менторство на професорката Лидија Ѓоргиева, тие пренесува силна порака дека поврзаноста меѓу луѓето изминативе 2 години беше важна повеќе од кога било претходно. Годинава за прв пат покрај студентите на Технолошко-металуршкиот факултет на настанот учествуваа со перформанс и студентите од Факултетот за ликовни уметности, Факултетот за драмски уметности и Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Тоа е се за оваа недела. До следната недела можете да наследите на нашите профили на Instagram и TikTok и на сајтот meta.mk преку CTRL за рубриката. Пишете ни ако имате какви било коментари или предлози за наредните епизоди. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!